Горе Самарджиев. Гостување тешко од Гевгелија, изгубивме. Ваш коментар? Па добро, екипата на Кожув повеќе поскоша победата од нас и заслужено не добија. Ние имавме една многу слаба утакмица што се надевам нема да се повтори понатаму. Шутнавме 1 од 14 за 3 поена. Знаеме дека нашата екипа ако на претходната утакмица погодивме 21 тројка со еден погоден шут од 3 поена, многу тешко да очекуваш и со многу послаби екипи, не со против екипата на Кожув која што претендира за највисок пласман исто како и нас. Но кошарката е такво спорт што кога ќе тргне надолу можеш да се вратиш, но ако не можеш да погодиш, пак ќе кажам, исто и во одбраната не ги испочтувавме тие задачи што ги дадовме. Неминовно е да загуби со повеќе поени разлика. Кажи ми, има ли поправен сега во недела? Сега во сабота играме со екипата на ФМП од Скопје. Секако дека има поправен, секоја наредна утакмица е поправен испит, без разлика дали си победил или си изгубил. Ние анализираме секоја утакмица наша и ќе гледаме нашите грешки да ги анализираме и да ги поправиме, без разлика против кого играме. Нашата цел, ја кажавме, ова година е да се бориме за највисок пласман и нема да отстапиме од таа цел, така да еден пораз не значи ништо, но секако ни дојде како една опомена дека не е се така идеално и дека секој игра и секој може да те добие, доколку не си 100% сконцентриран и не го дадеш максимум на теренот. Сакам да те прашам за овие помладите категории, не играат кошарка. Што се случува таму? Па таму има некои мали проблеми технички околу формирањето на групите. Баш еве денеска има некој состанок во Кошаркарска федерација на Македонија и мислам дека тоа ќе се среди, дека викендот ќе се почне. Кај што гледате, има поради овие ваучерите многу тимови не сакаат да играат и тоа е малку проблем, но се надевам дека тоа ќе се реши и дека таа, да речам, политика не треба да се одрази пред се на младите, треба да се игра што повеќе утакмици, знаеме дека така се праве играчи и дека така најмногу напредуваат младите. Мислам дека ќе се реши и дека ова недела ќе почнат и младинските категории да се надпреваруваат. Јас сум задоволен од моменталниот ростер, секогаш има простор за напредок, но не, тоа е малку, може и да се менува, може и не, тоа зависи од утакмиците, зависи и од успехот на тимот. Секогаш има простор да се менува, но мислам дека во овој момент не, но ќе видиме како ќе бидат утакмиците. Сабота во 16 часот, во 18 часот извинувам, ги поканувам сите искрени љубители на кошарката во Кавадарци да дојдат да присуствуваат на надпревар, да ни дадат подршка. Ќе го дадеме максимумот на тој надпревар, се надевам на победа и да продолжиме како што тргнавме во првите 2 кола.